Благодарам. Почитуван председател на Собранието, почитувани граѓани, цената јавност, почитувани колеги пратенички и пратеничи, почитуван министар за внатрешни работи. После она што денес го видовме пред Собранието, а и вие во вашиот кабинет, односно во салата во МВР, но го гледаме и изминатите денови и недели со протестите на членовите, пријателите, роднините на семејствата на загинатите и повредените. Јас имам едно прашање. Уште сте тука? Уште сметате дека не треба да поднесете оставка? Навистина сметате дека сте морално и етички чист да извршувате должноста министар за внатрешни работи? Јас сум убедена дека тоа не е така. Знам дека колегите од власта имаат насока дека треба да ве бранат, но јас ќе ги кажам аргументите зошто го кажав ова што сега го кажав. Трагедијата во Кочани точно е дека е резултат на системски пропусти. Ама системот, колеги, има име и презиме, или имиња и презимиња. И токму на денот на трагедијата, вие, министер, лично, и дел од раководството на Министерството за внатрешни работи покажавте дека не се водите по правото и по законите, туку по основ на брат, братучет, партиски другар и партиска наредба. Зошто го тврдам ова? Ќе го објаснам. Вие сте искусен правник, долгогодишен адвокат, и никој не може да ме убеди дека не ги познавате законите, особено Законот за внатрешни работи и Законот за полиција. Вие многу добро знаете дека согласно член 20, ставот 1 од Законот за полиција се формираат сектори за внатрешни работи, во случајов сектор за внатрешни работи Штип. Вие многу добро знаете дека согласно членот 21, ставот 1 од овој закон, за вршење на полициските работи секторот за внатрешни работи ја следи и анализира безбедносната состојба и појавите кои предизвикуваат настанување и развој на криминалитетот и настани кои ја доведуваат во опасност јавната безбедност на подрачјето за кое е формиран. Исто така многу добро знаете дека заради извршување на работите од непосредност се формираат и полициски станици, во случајов полициската станица Кочани. Ова го знаете, но свесно на денот на трагедијата не посочивте одговорност во Министерството за внатрешни работи. Напротив, ги заштитивте тие кои се прво повикани и кои во најмала рака го прекршиле ова што пред малку го прочитав. А го прочитав од закон. Не од политички памфлет, не од партиско соопштение, туку од Законот за полиција. Според вас, полициски службеник кој е пензиониран пред 2-3 години е виновен за тоа што се случи во Кочани, ама актуелните началници, оние пред да ги разрешите, тие не биле виновни. Не знаеле што им се случува на територијата на подрачјата за кои по закон се должни да знаат и истото да го спречат. Согласно членот 32 од Законот за внатрешни работи овој пат, вие како министер имате статус на овластено службено лице. Но на денот на трагедијата и деновите потоа, вие свесно оддававте службена тајна од истрагата на лице кое не е овластено и му направивте достапни информации од истрагата кои беа злоупотребени и се злоупотребува до денес за политички цели. Еве со ова, вие контаминиравте и ја попречивте истрагата. И затоа, меѓу другото, се и нашите тврдања дека истрагата е селективна. Исто, како што дозволивте од денот на трагедијата до отприлика 7 дена подоцна, раководните полициски службеници од СВР Штип и полициска станица Кочани да продолжат да доаѓаат на работните места и со тоа им овозможивте да кријат докази, да преправаат записници, се
во нивен интерес и во интерес на тие кои треба да ги заштитите. Под притисок, исклучиво на експертската јавност, тие беа променети, но 7 дена подоцна. Затоа, денес, семејствата на починатите, загинатите и повредените дојдоа во Скопје. И затоа побараа средба не само со вас, побараа средба и со нас и со сите пратеници овдека во собранието, затоа што меѓу другото ние сме нивни избраници. За овој период од 15 месеци бројот на убиства, особено во главниот град, во централното градско подрачје, се станува се почесто. Последното убиство е фрапантно. Во дворот на најголемата полициска станица во Скопје, на Битпазар, беа испукани повеќе од 60 куршуми. Ова е новото нормално. И по логиката која што ја слушавме во изјавите за Кочани, најверојатно за ово убиство ќе биде виновен производителот на оружјето, а не тој што го користел. И загинувањето на младата Фросина и тоа го злоупотребивте. Најавивте драстични мерки во сообраќајот, особено во делот и на превенција, меѓутоа и казнувањето. И тоа беше за поздравување. Ова го кажувам искрено, без сарказам. Ама секој чудо за 3 дена. После неколку дена, секој дневно во Скопје, и тоа е во билтенот на МВР, се случуваат сообраќајни незгоди, помали или поголеми, со смртни или без смртни последици. Вчерашниот скандал со братот на градоначалникот, кој градоначалникот исчезна некаде, е доказ дека се во ова е фарса што го правите. Се ви е реклама, се ви е пиар и тоа, за жал, граѓаните скапо го плаќаат. Многу често и од вас, и од колегите пратеници, ја слушаме добро познатата заменена теза, а тоа е дека ние сме биле против вас затоа што, замислете, сме се плашале од неселективната борба против криминалот и корупцијата. Која неселективна борба? Таа кога ја кренавте рампата за Артан Грубин како господин да си ја помена границата? Не, имој. Зашто имам право јас да зборам, одлучувам јас. А вие имате право на реплика, контралеплика, да излезете и да ги сочимете аргументите. Факт е дека ја кренавте границата Артан Груби да си помине слободно. Бевте во Обединети Арапски Емирати. Јас мислев, после 7 години во опозиција и обвинувања не ваша, на пратениците од власта овдека во собранието, дека бевте шевале да го вратите. Ама вие сте биле за визити за возачките дозволи. Состојбата во МВР е запрепастувачка и загрижувачка, колега Бојан Стојановски. Овој хаос што се случува низ улиците е резултат на непочитување на хиерархијата, на двојните команди кои се издаваат во Министерството за внатрешни работи, кои го прават ваши партиски структури и со тоа ја попречуваат работата во Министерството. Високи полициски службеници кои во минатото биле наградувани, кои успешно воделе сериозни полициски операции, без дисциплински постапки, спротивно на Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, ги деградиравте и од началници на посебните полициски единици. Ги направивте инспектори за кражби, инспектори за сообраќај, ги пуштивте на улица. Тие кои што до пред некоја година апсеа и работаа против криминалците. Може да ви е вас смешно, ама јас не сум ви виновна за селективната меморија, колеги, кои ја имате. Постојат докази, постојат евиденции во Министерството за внатрешни работи кога кои полициски акции биле изведени. Ова ваше однесување дека светот почнува од вас е многу погубно. За државата, ама и за вас самите. Ова што денеска го гледаме е всушност резултат на ваквото однесување. Замислете, оние кои во минатото работеле честно, се деградирани, ама затоа оној што му беше обезбедување на премиерот во опозиција е успешно награден. Имам уште многу што да зборувам. И веројатно не сакате да го слушнете тоа. За крај,
Министра, колеги пратеници од власт. Благодарам.